Јас морам да почнам и да се надоврзам на сето она што вие го започнавте. Во делот каде што законска обврска на владата е да ги дава овие 6-месечни извештаи. Најпрво, имам забелешка и до председателот на собранието и заменикот, зошто немаме представници од владата. Бидејќи овде се разгледуваат оние состојби со кои се нарушуваат човековите права на граѓаните. Народниот правобранител ги конкретизирал, ги диагностицирал, но нема кој да ги слушне за да потоа ги имплементираат. Затоа истите, всушност, владата не се придржува кон законот, односно истата, како колективен орган, го прекршува законот. Имено, врз основа на членот 36 од законот за народниот правобранител. Вели вака, извештајот од ставот 1 на овој член, Собранието на Република Македонија го разгледува на седница на Собранието на која задолжително присуствуваат членовите на владата на Република Македонија, односно нејзини представници. Понатаму, Собранието на Република Македонија по разгледувањето на извештајот од ставот 2 на овој член утврдува мерки за спроведување на препораките и истиот го доставува до владата на натамошно постапување. Владата на Република Македонија на секој 6 месеци го информира Собранието на Република Македонија за спроведување на постапките од ставот 3 на препораките од ставот 3 на овој член. Известувањата од владата од ставот 4 на овој член се разгледуваат на седница на надлежното работно тело на Собранието. На седницата се поканува народниот правобранител да присуствуваат и представници на владата и така натаму. Тоа значи, ние сме 4-та година од нашиот мандат, се уште немаме разгледано извештај од владата, односно 6-месечен извештај кој што владата требало да го достави до Собранието за превземените мерки и препораки од страна на народниот правобранител. 6-месечен извештај. Тоа се пропуштени 7 извештаи досега, кои што требало да ги достави владата, која што е несериозна, нема став, не знае како да ги спроведе мерките и затоа најголемиот дел од препораките се повторуваат. Затоа што нема кој да ги слушне, нема кој да ги имплементира и истата нема што во своето известување, односно во својот извештај да достави и затоа не ги доставува. И се повикува на она колективна одговорност, односно неодговорност, бидејќи како колективен орган треба да доставуваат. Несериозноста на извршната власт доведува до повреда на човековите права на граѓаните кои што им следуваат согласно закон и устав. А народниот правобранител е една од институциите која што дава најсериозен извештај, темелен, детален во однос на сите своји надлежности. Еве и ова година, односно за минатата година е доставен и се констатирани мноштво на проблеми, односно повреди на правата на граѓаните кои што во секојдневното свое живење ги чувствуваат при остварување, односно обидот за остварување на своите права пред институциите во Република Македонија. Бидејќи ги има многу, морам да ги селектираме и да почнам од правата, од правосудството и казнено-поправните и воспитно-поправните институции. Она е спектарот, односно онаму каде што најмногу се критикуваат властите, меѓутоа немаат слух, бидејќи насила ги тераат сите понатамошни процеси. Сега, да не станува збор дека зборуваме напамет, и она кога ќе го повикаме јавниот обвинител на Република Македонија, и она кога ги повикуваме сите други, оние кои што се избрани во Собранието, да дадат отчет за своето работење, да кажат дека зборуваме напамет. Не, ева, ова го констатирал државниот правобранител на Република Македонија. Односно, во делот на правосудството, вели вака, цитирам, во делот на правосудството и понатаму се бележат истите констатирани состојби кои укажуваат на проблеми на граѓаните поради долготрајноста на судските постапки, неефикасноста на управните судови, како и континуираното поднесување на представки во кои се посочуваат на нестручно, незаконито и несовесно постапување на судските власти. Клучна забелешка. Управните судови покрај донесувањето на новиот закон за управни спорови се уште не се на ниво на задачата и со тоа што не донесуваат мериторни одлуки.
она што го потенцираме и за второстепените комисии и за управниот суд. Единствено ги враќаат предметите по хиерархија преку второстепена комисија доаѓа до првостепениот орган и секогаш се враќаат постапките назад. Никогаш не решаваат мериторно и граѓаните минуваат низ правни голготи и не успеваат да ги остварат нивните права, во некои случаи ниту за време на својот живот. Констатација. Ниту за време на својот живот граѓаните не можат да ги остварат своите права. Тоа е таа слика во која што се наоѓа правосудството, тоа е таа доверба од во моментот не повеќе од 0,1%, понатаму тоа е она поглавје каде што секогаш сме критикувани, бидејќи немаме никаква, ама никаква волја за напредок и за решавање на проблемите. Во однос на представките кои се однесуваат на работата на обвинителствата, во извештајната година се однесуваат за непостапување на основните јавни обвинителства по пријави за сторено кривично дело, недоставување на јавно обвинителска одлука до пријавителот, оштетениот, одложување на постапката за донесување на јавно обвинителска одлука, неизвестување на странките за превземање на действија и текот на постапката, согласно Законот за кривична постапка и слично. Тоа е она што го зборувавме и на комисија, на анкетната комисија, каде што јавниот обвинител се повикува дека по допрен глас постапува, а не постапува по кривична пријава, за да нема на кого да одговори и со тоа да си дадат простор за целосно да си ја спроведат онака како што сакаат тие постапката. Ова е таа нестручност која што го констатирала не само опозицијата и граѓаните. Релевантни органи како што е државниот правобранител. Сето ова упатува дека во овие институции и во целокупниот правосуден систем имаме мноштво на проблеми и реалната слика во која што се наоѓаат граѓаните е токму тоа што тие го потенцираат овде. Затоа сме во ваква состојба во која што се наоѓаме. И довербата е онаму каде што сме во дадениот момент. Затоа во изминатата година имаме 19 неажурни судови, а управните постапки да не зборуваме. Имаме петостепеност во управните постапки и овде мораме сериозно да пристапиме кон соодветно законско нормирање за да може граѓаните поедноставно да ги остваруваат своите права. Сето ова и овие критики кон јавните обвинителства и правосудството се добронамерни за подобрување на состојбата во овој сектор, а со тоа и остварување на правата на граѓаните. Во однос на пензиско-инвалидското осигурување, морам да констатирам една појава која што многу често се појавува помеѓу граѓаните, кои што се на прагот на остварување на правото од пензија, каде што при пристапување и поднесување на барања се соочуваат со проблеми. Имено и народниот правобранител ова го констатирал. Вели вака: исто така, констатација дека граѓаните повторно реагираат дека нецелосно им е утврден пензискиот стаж, а проблемот упатува кај правни субјекти во кои го оствариле работниот стаж, кои навремено не ги доставуваат потребните податоци за евидентирање на стажот или целосно не ги уплатиле придонесите. Граѓаните се виновни зошто според институцијата и според ПИОМ, граѓаните се виновни зошто не била воедначена евиденцијата за нивниот стаж или одредена државна компанија не ги уплатила придонесите. Па не може граѓаните да бидат виновни за тоа. Тоа е работа на државата, односно на органите кои што тоа треба да го спроведат. И најчесто, внимавајте, ги упатуваат да бараат соодветни документи дека биле вработени или им бил уплатен пензискиот стаж во предпријатија кои што се веќе ликвидирани или со стечајна постапка затворени, каде што немаат допир граѓаните, па преку државниот архив да бараат соодветни документи и во најголем дел не можат да ги остварат своите права поради пропустите на органите на државата. Истите се соочени неможноста да го остварат своето право на пензија. Кога глобално ќе ги видиме сите овие забелешки кои што ги нотирал државниот правобранител, е слика во која што се наоѓа нашето општество. Наместо незаинтересираната и несериозна влада да биде овде да ги реши овие проблеми, со тоа ќе се подобри живеењето на секој еден граѓанин во Република Македонија и ќе ги остварат своите права согласно законот и уставот. Меѓутоа, истите немаат слух, бидејќи нема што да кажат и затоа бегаат и не доставуваат извештаи. Благодарам.
Има збор Даниела Христова.